Дозволете ми да се обратам на студентите од Македонија и да се разбира кои што можат да го разберат македонскиот јазик. Навистина мислам дека се наоѓаме во еден важен и пресуден момент за нашата земја. Вие сте иднината и јас сум убедена дека кај огромен дел, според сите анкети, огромен дел од македонските млади нема дилеми каква држава сакаат и каква иднина посакуваат. Работата е практично многу едноставна. Речиси 3 децении одамна пред вашето време и во време кога јас бев во студентските клупи, политичарите и граѓаните на оваа држава се согласија дека сакаат Македонија да биде посилна, побезбедна и попросперитетна, на тој начин што ќе стане членка на Европската унија и на НАТО. И ветија дека ќе ги решаваат сите проблеми кои што се пречка на тој пат. Како влада, како луѓе, како граѓани, се трудиме да го направиме токму тоа, да најдеме решение на проблемите кои долго време ја мачат оваа земја. Најлесно за сите нас ќе беше дел од овие проблеми да продолжиме да ги ставаме под тепих, ама видовме дека на секоја деценија, секој од проблемите што сме го ставиле под тепих излегува пострашен, полош и потежок за решавање. Сметавме дека е одговорност на луѓето кои се избрани од граѓаните да решаваат, а не да замрзнуваат проблеми. Сакавме овој проблем, можеби најтежок во историјата на Македонија во поглед на нејзините односи со соседите, да го решиме на достоинствен начин, кој ќе им покаже на сите граѓани на Македонија дека можно е да направиш компромис, а при тоа да го зачуваш, зацврстиш и потврдиш својот македонски јазик и својот македонски идентитет и култура. Тоа ни ги отвара вратите на НАТО и на Европската унија и тоа создава перспектива која повеќе ќе искористат младите отколку ние повозрастните. Пред неколку недели имав разговор со група британски политичари, аналитичари и новинари. Мал дел беа млади, но тие, особено што беа млади, кажаа дека се уште ја чувствуваат одговорноста заради резултатот на Брексит. Велат, очекувавме, сите најголемиот дел од младите бевме за останување на Велика Британија во Европската унија, но очекувавме дека тоа е некако завршена работа. Дека дури ако некој од нас не излезе да гласа, дури ако не помогнеме во процесот, на крај резултатот е предвидлив и Велика Британија ќе го избере вистинскиот пат. Потоа бевме изненадени, ама враќање назад нема и втора шанса нема. Ве повикувам да не ја направиме нивната грешка. Ние го немаме навистина луксузот уште еднаш да создадеме изгубена декада за Македонија. И во тоа име сакам да ви честитам на сите вас што, иако е лето, вие сте на факултет, сакам да ви честитам што сте заинтересирани и желни Македонија да се придружи кон Европската унија и НАТО и да ве повикам вашите одлуки, одлуките на вашата генерација, да ги направите напредни, за да не мора товарот од моите плеки да премине на вашите плеки. Благодарам.